Секоја трета жена во Македонија не може да си дозволи да ги купи потребните менструални производи. Дури 15% при месечниот циклус користат текстил, хартија или весници наместо влошки. Менструалната сиромаштија во Македонија е загрижувачка. Предупредуваат невладините кои бараат намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5%. 77% од анкетираните жени и девојки трошат до 400 денари месечно на производи за менструална хигиена. Секоја трета испитаничка барем еднаш во животот се нашла во ситуација да нема пари да купи влошки и да мора да импровизира со крпи, весници, тоалетна хартија и слично. Истражувањето покажува дека 3/4 од жените се жалат на превисоките цени на менструалните производи. Семејствата што се со 3 или 4 жени трошат и до 30% од семејниот буџет за производи за менструална хигиена, лекови против болка и слично. Бараме државата која се декларира како земја кандидат за членство во Европската унија да ја преземе својата обврска и да го олесни одржувањето на менструалната хигиена за 50% од населението. Националниот буџет мора да биде родово одговорен и распореден да ги задоволува подеднакво потребите на жените и девојчињата, како и на мажите и момчињата. Дополнително несоодветните услови за управување со менструалната хигиена во училиште и на работните места, односно нечисти тоалети, недоволно хартија во тоалетите, сапун и слично, предизвикува жените кога се во циклус да избегнуваат додатна работа и учениците на училиште, или доколку се таму не пијат вода за да не треба да одат во тоалет, бидејќи нема услови. Невладините апелираат да се обезбедат подостоинствени тоалети за ученичките.